Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Ведран Андоновски. Во ова издание, американската автомобилска индустрија и политиката. Дали владината помош за спас од банкрот ќе влијае на председателските избори. Но најпрвин еве ги најновите вести од САД и светот. Сведоци јавуваат дека сириските сили вршат артилериски напади врз областите што ги држат бунтовниците во градот Хомс, само еден ден од како Генералното собрание на Обединетите нации го осуди режимот во земјата дека ги крши човековите права. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ја обвини владата на председателот Башар ал Асад за речиси сигурни злосторства против човештвото. Американската амбасадорка во Обединетите нации Сузан Рајс рече дека Генералното собрание испратило јасна порака до сириците дека светот е со нив и дека Асад никогаш не бил поизолиран. Кинескиот подпредседател Ши Џинпинг ќе заврши 4-дневната посета на САД со серија настани во Лос Анџелес. Ќе говори на кинеско-американскиот бизнес форум, каде ќе го придружува подпредседателот Џо Бајден. Ќе се сретне со гувернери на сојузни држави, а потоа ќе го проследи надпреварот од NBA меѓу Лейкерс и Феникс Санс. Нигериецот обвине дека се обидел да разнесе патнички авион со пластичен експлозив сокриен во неговата долна облека на католички Божич 2009-та, доби доживотна казна затвор. 25-годишниот Умар Фарук Абдул Муталаб во октомври се изјасни за виновен и рече дека сакал да се одмазди за, цитираме, убиството на недложни муслимани во Јемен, Авганистан и насекаде во светот. Агент на службата за имиграција во канцеларија на федералната влада во Лонг Бич, Калифорнија, застрелал и сериозно повредил свој колега пошто бил усмртен од трет, соопштија властите. Федералното истражно биро го квалификува случајот како насилство на работното место, но засега нема официјална информација што била причината за инцидентот. Тек се подготовките за погребот на музичката дива Витни Хјустон во родниот Њујорк, Њу Џерси. На церемонијата во Баптистичката црква Нова Надеж ќе говори актерот Кевин Костнер со кого играше заедно во филмот Телохранител. Последно с Богом со песна ќе ја кажат Арета Френклин и Стиви Вондер, а на погребот ќе присуствуваат редица познати: Опра Винфри, Бионсе, Джей-Зи, Алиша Кейс. Хјустон почина на 48 годишна возраст минатиот викенд. Во продолжение на Newsflash, како ќе гласа Мичиген? Форд, General Motors и Chrysler со владина помош од банкрот се вратија на профит. Дали тоа ќе биде од пресудно значење? Кој ќе биде заокружен на гласачкото ливче на председателските избори? На сејмите за автомобили во САД доминираат модели на гигантите од Детройт. Се вратија на сцената поконкурентни. Демократскиот конгресмен Џон Дингл, кој го представува Детройт, вели владината помош спасила работни места. И помогнавме на автоиндустријата да мине низ тежок период. Таа е важна индустријска гранка за САД затоа што создава едно на секој 7 работни места. Таа е богатство што го посакува секоја земја во светот. Конгресменот очекува председателот Обама ова да го истакне во кампањата за реизбор. Од друга страна, поранешниот гувернер на Масачусетс Мит Ромни, но и останатите републикански претенденти за председателските избори, ги критикуваат владините заеми од милиарди долари за автокомпаниите. Ромни е син на поранешен гувернер на Мичиген и директор во автоиндустријата. Ставот против владините заеми нема да му донесе поддршка од гласачите, коментира професорот по економија Брус Пјертриковски од Универзитетот на Мичиген. Граѓаните ќе анализираат што би сторил тој доколку е председател. Со оглед дека тој не би ја поддржал автоиндустријата, тоа ќе ги одврати да гласаат за него. Председателот на Синдикатот на автомобилски работници Џорџ Мекгрегор го поддржува председателот Обама и му порачува да искористи успешната приказна од Детройт во кампањата за реизбор. Тој се уште не го искористил тоа за реизбор во Мичиген, но ние ќе го искористиме тоа за него. Поддршката или нејзиниот недостаток веќе е видлива во анкетите пред прелиминарните избори во Мичиген на 28 февруари. Мит Ромни заостанува зад останатиот републикански против кандидат, поранешниот сенатор Рик Санторум.
Февруари е месец на историјата на афроамериканците во САД. Во следниот прилог ве носиме во Бирмингем, сојузната држава Алабама, едно од жариштата на движењето за еднаквост и граѓански права 1950-тите и 60-тите. Мачен, но и клучно важен дел од американската историја. Градот сега развива посебен вид на туризам за промоција и заштита на ваквото национално наследство. Бирминген, Алабама, беше полето на кое се биеше битката за еднакви права за афроамериканците во 1960-тите. Начело со свештеникот Мартин Лутер Кинг, тука започнаа мирни демонстрации, но дојде до насилство кога полицијата употреби пожарникарски црева и кучиња против демонстрантите. Многумина повредени, илјадници уапсени. Црнците треба да знаат за цената што ја платиле нашите луѓе за да бидеме онаму каде што сме денес. За жал, за многумина цената била нивниот живот. This is an extremely important artifact at the Birmingham Civil Rights Institute. Лоренс Пиджо е директор на музеот при институтот. Ја покажува затворската врата зад која Мартин Лутер Кинг го напиша познатото писмо од затворот во Бирмингем, во кое ги изложува причините за протестите за граѓански права. Луѓе не само од Соединетите американски држави, туку и од целиот свет доаѓаат да дознаат што се случувало во Бирмингем и како движењето позитивно влијаело на расните односи ширум светот. Ен Мери Вилсон е од Лондон. Сакав да видам што можам да научам за тоа како мирните демонстрации овозможуваат различни популации да живеат едни покрај други во хармонија. Лани Институтот за граѓански права во Бирминген привлече илјадници посетители. А во понеделник во Newsflash, со антибиотици против синусна инфекција. Нема полза според најново истражување. Гледајте во понеделник во Newsflash. Вирусни, а не бактериски. Затоа повеќето синусни инфекции не реагираат на антибиотици. За ова во понеделник во Newsflash. Тоа е се за оваа емисија. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас беше Ведран Андоновски. За повеќе содржини појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com, а побарајте не и на Facebook. До гледање до понеделник.